Со мене во студиото утринава е Христијан Тасевски. Бидејќи Христијан тука, тоа значи дека ќе говориме за нешто што е врзано со дигитални работи, а оваа прилика, Христијан, мораме да го одбележиме овој голем пат на биткоинот кој што се случува во минатите 2-3 дена. Што всушност се случува? Токму така. Мора да истакнам последно дека се повеќе, кога станува збор за криптовалутите, се повеќе се гледа тој финансиски дел или можност да заработка во однос на оваа техничка имплементација, затоа што таму веќе се познати предности и недостатоци, не е идеално, меѓутоа е добар систем и целиот акцент се става нели на финансискиот дел. Доколку знаете, секогаш има две страни. Да. Исто како опозиција и власт. Мислам кога гледаме да знаете кога ќе погледнеме малце пошироко што се случува со криптовалутите. Зошто велам опозиција и власт? Секогаш за едните нели ситуацијата не е добра, за другите нели како никогаш досега. Што сакам со ова да кажам? Еве прво може да го земеме тоа по оптимистичко, ќе кажам, сценарио, каде што голем дел од експертите, меѓу кои се и еминентни лидери на овие што се као хедж инвестициски фондови кои што сериозно инвестираат во криптосветот, кажуваат дека всушност после извесен период на пораст нормално да има корекција. Како што во периодов, реално после нова година, корекција имаме и на светските индекси, односно на берзите, имаме некои држави веќе инфлација имаат, знаете, помалку тешка економска ситуација. Добро, тоа што но падот е од 7%. Тоа не е воопшто мал пат и сега е вредноста на криптовалутата на биткоин падната на ниво на минатиот јули, минатата година. Во прашање се тоа нам ништо не ни значи, ама читам дека се изгубени 130 милиарди долари, не знам што е така натаму, тоа се берзи. Овој момент се изгубени, следниот момент ќе се добиени. Тоа е некаква флуктуација која што може би нормална. Сепак, ќе биде ли тоа потраен тренд? Тоа сакам да го кажам, знаете, често го споредуваат ова претходно што го спомнав овие трендови кога има корекција на пазарот, а се користи еден израз каде што викаат дека всушност криптовалутите се ги представуваат берзите на стероиди. Кога берзите растат, криптовалутите растат многукратно повеќе и обратно, кога берзите паѓаат, криптовалутите паѓаат многу повеќе. Знаете, понекогаш мислам дека е можеби изгубен концептот со криптовалутите затоа што самата појава беше на некој начин кога беше нели светската економска криза, каде што тенденција, односно намерата беше да се заменат овие традиционални пари со нешто ново, со криптовалути. Сега еве гледаме подоцна дека всушност тие се само средства за инвестирање, каде што ретко кој гледа дека тоа би можело да го користиме секојдневно како некое средство за размена, се повеќе го гледат како инвестиција. Да инвестираат со цел да остварат некоја заработка. Што сметам до некаде дека можеби да концептот е како инвестиција во смисла да овие реални валути се инвестираат во криптовалути и таму потоа како и секоја инвестиција доживуваат пазарни паѓања и растови за зависност тоа како со цел нели кога ќе се зголеми вредноста, секој да оствари некој профит. И моментално сите ајде сега да не генерализирам, најголем дел од луѓето веројатно го гледаат тоа како инвестиција, не како потенцијално средство за плаќање. Она што е занимливо и што е можда врзано со ова што го говориш, Христијан, е дека падот се поврзува со руско-украинската криза. Тоа значи дека и криптовалутите зависат од геополитиката, бидејќи знаеме дека валутиве зависат од геополитиката, бидејќи тие стресови пазарни, негативни проспекти, затегање на разноразни валутни и други пазарни услови, инфлација и така наму зависат од геополитиката. А се мислеше дека криптовалутите практично ќе бидат некако виртуелен свет каде што и да се случува во реалниот свет, во виртуелниот свет на друг начин ќе се одвива тоа. Ама очигледно не е така. Моментално се претпоставува дека криптовалутите се можеби едни од најнестабилните инструменти, ајде така да кажам, затоа што не само на ниво на држави кога имаме конфликти, ние претходно видовме поединци можат да влијаат. Кога не знам еден Илон Маск се појави даде поддршка, одеднаш тоа бум беше за криптосветот. Потоа неговото повлекување значеше и пат. Тоа е токму тој пат
април некаде минатата година го доживеавме нешто над $60,000 беше вредноста на биткоинот и после тоа веднаш после неговото повлекување, тој се врати на некои 30-тина И денеска јули, околу август. 30-тина Да, со тоа што е вредност. пред нова година имавме уште еден пик, каде што стигнавме безмалку 70-тина илјади и повторно еве сега се враќаме. Меѓутоа, има уште еден момент, конкретно со овие меѓународни односи би рекол. Првично, Кина од 2019 веќе почна да воведува санкции со тоа што веќе во 2021 имаме официјално тотална целосна забрана за користење на средства. Понатаму веќе имате Индија, затоа што од 2019 постепено доколку се гледа како се движел тој пазар, а во 2019 75% од електричната енергија, што е исто така фактор сега, Се разбира. се била потрошена во Кина за ископување на криптовалути. Потоа, во текот на тие 2 години преминала во Индија. Индија сега веќе воведува исто така санкции. Русија исто така дава комплетна забрана за користење. Само овие 3 држави доколку Па и ги Европа, погледнете, и Европа најави дека се подготвува некаква регулација за купување Токму така, меѓутоа ако ги погледнете само вие 3 држави кај што веќе е забрането, тоа ви се по милијарда и пол. Кина и Индија, тоа се 3 милијарди жители тие две држави заедно со уште 200 милиони Русија. Тоа се безмалку половина свет, без разлика што се 3 држави, имаат тотална забрана. Понатаму ги имаме овие сега што се најпопуларни Coinbase, Binance, всушност онлайн менувачници каде што вие може да правите размена, тие задолжително бараат лична идентификација. Вие не така анонимно сега може да разменувате како што беше тоа на почетокот. Да, може да го имате новчаникот каде што ќе ги чувате средствата анонимно, меѓутоа после првата трансакција па и да се знае кој стои позади тоа и после тоа може да се следат сите трансакции, што и тоа е да помалку дискутабилен колку е анонимно, меѓутоа еве ќе кажеме во одредена Тоа мера. се вика кога виртуелниот свет ќе го сретне реалниот свет, како изгледа. Токму така. И исто да не заборавиме дека и Америка, односно САД, веќе воведуваат и даночни регулации на криптосветот. Веројатно и тоа е причината зошто овие две компании инсистираат, односно не може едноставно да тргувате доколку не се идентификувате. Првично тие го најавуваат као помош за корисниците дека ќе им изготват даночни пријави, меѓутоа јас очекувам дека и ќе има соработка каде што точно управата, даночната управа да кажеме во САД ќе има преглед какви трансакции направил со цел дали да се покри данокот. Америка се знае дека данокот е Данокот мора да се плати. За умирањето ќе видиме, ама данокот мора да се плати. Добро, Христијан, ова е една, како да кажем, една отрезнувачка прогноза, бидејќи оваа година се претпоставуваше ќе биде година на криптовалутите и таа може и така и да заврши. Меѓутоа, во секој случај очигледно е дека реалните валути го враќаат ударот, бидејќи криптовалутите се повеќе зависат од она што всушност се случува во реалниот свет. Ќе кажам дека сепак имаме еден оптимистички дел каде што велат дека после секој пат, претходниот пат беа 60, се врати на 30, сега дојдат безмалку 70, повторно се враќаат и како да секој нареден пик ќе се повисок. Ќе се накашла некој од овие големи милијардери, па ќе видиме како ќе рипне или ќе падне криптовалутата. Благодарам